Подпредседателот на Соединетите држави Майк Пенс го нарече Трамп најголем бранител што некогаш го имала еврејската држава, додавајќи дека председателот Трамп направил историја. Пенс на прославата на Израелскиот ден на независноста во Вашингтон, на денот на отворањето на американската амбасада во Јерусалим, рече: The United States of America was proud to be the first nation in the world to recognize the state of Israel 7 decades ago. And just as President Truman made history then, President Trump made history now. Од друга страна, овој потек предизвика голем бес и осуда во светот, но и немири и крвопролевање на Блискиот Исток. Калет Елгинди, научник во Центарот за политика за Блискиот Исток во Институтот Брукингс и поранешен советник на палестинското раководство, оценува дека сега е многу тешко да се подгреат дури и надежите за заживување на мировниот процес предводен од Америка. But the announcement on Jerusalem really pulled the rug out from underneath the Palestinian leadership, and it's very difficult to see how any Palestinian leadership would be able to go forward in an American-sponsored process, when essentially the United States has given Israel, the view is that the United States has given Israel the most cherished prize of all in the peace process, which is Jerusalem. Според него, потегот со амбасадата дојде само неколку дена откако Вашингтон објави дека се повлекува од иранскиот нуклеарен договор. Тоа, како што вели, покажува дека Соединетите држави се повеќе изолирани од своите силни сојузници. I think that is not really the best way to advance American interests by sort of ignoring the concerns of our allies. So if the United States wants to go it alone on these very important and contentious issues, I think it's going to find itself more and more isolated. Елгинди додава дека тоа всушност се вклопува во приказната дека Соединетите држави ја намалуваат својата улога и се маргинализираат, наместо да раководат во светот како што беше досега.